Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Започна тридневното гласање за 10-тите парламентарни избори. Во Полошко гласаа 112 лица кои имаат решение за самоизолација. Тетовци не ги почитуваат мерките за заштита. Почнува тридневното гласање за 10-тите парламентарни избори, пети предвремени од независноста на земјата. Денес гласаат позитивните на COVID-19 и лицата во изолација, на 14-ти болните, изнемоштените и затворениците, а сите останати на 15 јули, на денот на изборите. Денеска почнува гласањето за предвремените парламентарни избори, кое за прв пат поради пандемијата со коронавирусот ќе трае 3 дена, под посебно утврдени здравствени протоколи. Гласањето почнува токму со лицата со COVID-19 и во самоизолација, чии барања беа прифатени од Државната изборна комисија, а го спроведуваат посебни избирачки одбори составени од тројца здравствени работници и представници на политичките партии. Во своите домови денеска гласаат 711 лица во земјава кои се позитивни на COVID-19 или се во самоизолација. 14 јули е резервиран за гласање на старите и изнемоштени лица, како и затворениците. Утре ќе гласаат 8855 болни и немоćни лица, чија пријава била прифатена од ДИК. Во среда на 15 јули ќе гласаат сите останати лица во земјава. Избирачките места ќе бидат отворени во 7 часот наутро, а за прв пат гласањето ќе трае 2 часа повеќе, односно до 21 часот. Сите граѓани кои ќе излезат на гласање мора строго да ги почитуваат правилата. Пред гласачкото место секој гласач ќе мора да одржува соодветно растојание од 1,5 до 2 метри. На влез и на излез гласачите ќе мора задолжително да ги дезинфицираат рацете. Откако ќе влезе гласачот на соодветно растојание, накратко ќе мора да ја извади маската, за да може членовите на избирачкиот одбор да го идентификуваат. Носењето маска е задолжително, а ракавици не. Наместо посебно пенкало за секој гласач, како што се најавуваше, пенкалата повремено ќе се дезинфицираат. На изборниот ден забранети се маски кои содржат символи на политички партии или коалиции. Вкупниот број на гласачи запишани во избирачкиот список е 1.814.263. Предвремените парламентарни избори ќе ги следат над 2000 домашни и странски наблюдувачи. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека 15 јули среда е неработен ден за сите граѓани поради одржувањето на парламентарните избори. Неработниот ден нема да се одработува. Во општина Гостивар денес гласаат 26, а во општина Врапчиште 6 лица заболени со COVID или со решенија за изолација. Изборниот процес кај нив го спроведуваат посебни одбори, составени од здравствени работници, под засилени мерки на заштита од коронавирус. На предвремените парламентарни избори во среда, во општина Гостивар право на глас имаат 79.650 граѓани запишани во единствениот избирачки список. Гласањето ќе се спроведува на 121 избирачко место. Денес, според правилата, гласаа заболени од COVID и лица со решенија за изолација, кои се пријавиле да го остварат правото на глас до 8 јули. Во Гостивар вкупно се пријавиле 31, од кои 26 ги исполнувале условите и им е одобрено гласањето. Изборниот процес кај нив го спроведуваат посебни одбори составени од здравствени работници, под засилени мерки на заштита од коронавирус. Гласањето се одвива значи постапката на гласање е иста, значи како и на луѓето кои што гласаат ден пред изборите, со тоа што сега овие се малку поспецифични, пошто гласаат луѓе кои што се во изолација поради коронавирусот и се разбира треба да се земат предвид сите тие здравствени мерки што се. Утре, на вториот ден од гласањето, правото на глас го остваруваат болни и немоќни, како и лица во домашен притвор. Од 213 поднесени барања, комисијата во Гостивар одобрила 184. Имавме 213 барања овој пат, голема бројка.
од кои 184 граѓани ќе гласат. Значи им е одобрено. Дел се одбиени поради недостатна документација, дел нема да гласат затоа што не се најдени во избирачките списоци, така што 184 гласачи ќе гласат. Четворица беа барања за луѓе што се во домашен притвор. Во општина Врапчиште денес гласаа 6 граѓани кои се во домашен карантин заради ковид, додека утре правото на глас ќе го користа 21 лице како болни и немокни. Доверливиот изборен материјал ќе биде доставен до избирачките одбори во текот на утрешниот ден. Вкупно 80 лица од Тетовско кои се во изолација поради коронавирусот имаат право да гласаат во текот на денешниот ден. Изборниот ден за овие лица се одвива според посебни протоколи. Гласањето се одвива од представници од општинските изборни комисии и здравствените работници. Во рамки на општина Тетово 69 пријавени кои се во самоизолација. Право на глас имаат 55 лица. Во општина Тејарци има 8 лица кои ќе гласат а се во самоизолација, а по 5 лица ќе гласат во општините Брвеница, Желино и Јагуновце и 2 во општина Боговиње. Тимот кој го спроведува гласањето е максимално заштитен, а изборниот ден се одвива според посебни протоколи. За лица кои се во самоизолација или се позитивни на COVID-19, за нивната постапка се формирани од страна на Државната изборна комисија посебни тимови кои се со лица од здравствени работници и некои партии кои се во позиција и опозиција доставуваат своји членови. Нормално тоа оди со протокол, со посебен протокол, со сите здравствени протоколи се почитуваат. И до сега и тоа помина до сега, значи немаше некој лошо, како да кажам, немавме вакво искуство, но според ситуацијава до сега помина добро. Да ни кажете, тие беа сместени во своите домови? Така, значи немаме пријавени во државен карантин, сите гласаа во своите домови. Не сите кои се пријавиле да гласаат денеска добиле право да гласаат, велат од општинската изборна комисија Тетово. Секој граѓанин кој изјави интерес за да се пријави, значи веб страната беше онлайн достапна, имаше одреден рок за пријавување и сите 69 кои доставија барање, значи тоа беше доста транспарентно. 55 се прифатени, од кои 14 беа одбиени поради причина што не се наоѓаат во склопот на општина Тетово. Имавме некои случаи кои што веќе чекаат, значи, тест, но тие имаат, значи, само порука добиено и тоа не е доволен документ. Според упатството на Државната изборна комисија, прифатливо беше само решение кое го издава Државниот санитарен инспекторијат за позитивен тест или самоизолација. Граѓаните поделени во пресред на гласањето закажано на 15 јули. Поголем дел ќе гласаат, некои поради вирусот ќе остана дома. Тешко. Ние смо стари по 70 години. То не смета ништа. Имаме ове маски. Се плашиме, вирус е цел свет на вирус. И да видиме сутра. Од целиот Тетовски регион најголем број избирачи има запишано во општина Тетово, вкупно 84.454 лица, кои можат да гласаат на 117 избирачки места, а најмал број гласачи има во општина Јагуновце, вкупно 10.168. Тетово е меѓу градовите каде што секојдневно се евидентираат нови случаи на COVID-19, што се должи на непочитување на мерките за заштита. Дополнително, Тетово е еден од градовите со највисок морталитет. Лекарите велат дека тоа се должи на досното јавување на лекар. Иако во првите месеци од пандемијата со коронавирусот во Тетово и околината состојбата беше мирна, сепак денес е на врвот на листата. Факт е дека пандемијата во овој регион започна подоцна, но продолжи со посилен ефект и се задржа долго. Во мај, иако на ниво на држава имаше помал број на заболени лица, сепак коронавирусот не го одмина Тетово. Во Тетовскиот регион речиси секојдневно имаше регистрирано нови случаи.
Бројката на заразени со ковид започна уште повеќе да расте во јуни, така што во текот на тој месец се регистрирани вкупно 489 нови случаи. Најмногу 45 имаше на 13 јуни, а ден потоа 32. Дури 24 дена имало двоцифрен број заболени. Најцрниот ден бил на 27 јуни, кога починале 6 лица, од вкупно 31 во текот на тој месец. Оздравени биле 158 лица. Во првите 10 дена од месецов има нови 145 случаи на COVID-19. Секојдневно имаше новозаразени, а дневните бројки се движеа од 8 до 26, според што Тетово секогаш беше на врвот на листата помеѓу првите 3. Добрата страна е што во изминатите 10 дена има и најмногу оздравени од почетокот на пандемијата, односно 198. Но за жал за 10 дена имаме 6 починати лица. Тетово е еден од градовите со највисок морталитет. Докторите велат дека пациентите доцна се јавуваат на лекар. Имаме поголем број на заболени и починати пациенти заради тоа што пациентите многу касно се јавуваат на лекар. Апелирам да се побара помош. Веднаш со првите симптоми да се насочи пациентот, сите тие пациенти што ни се јавуваат и што ние потоа ги водиме, конкретно зборувам за ковидот, им се јавуваме по 2 пати на дневна основа и си ги пишуваме сите симптоми. Зголемениот број случаи со COVID-19 е поради непочитување на мерките за заштита. Граѓаните покрај тоа што не носат маски, дополнително прават семејни собири и покрај постојаните апели на медицинските лица. Ако вие имате во двор или не знам каде 100 луѓе, не сте во јавен објект, дека тоа не е собир. Свесни сме и гледаме дека има масовни собири. Треба тоа да се сведе на нула. Три работи се маска, дистанца, миење на раце. Минатонеделната статистика од вкупно 74 нови случаи на ковид е рекордна за подрачјето на Гостивар. Вирусот се шири и бројката на новозаболени секојдневно се зголемува. Атмосферата низ градот пак генерално е иста како и претходно, кога состојбата со короната беше мирна. Секој со своите обврски и навики. Младите ги полнат кафулињата, а пензионерите прават прошетки низ паркот. Сепак велат се трудат да ги испочитуваат мерките, носат маски или се држат на поголемо растојание. Пат си тураме маските и чутиме. Друго нема што да правиме. Дали се чувствувате сигурни да излегувате да гласате? За гласање? Че гласаме што правиме? Ние сме постари луѓе. А што мислите, се почитуваат ли мерките од страна на помладите? Се поштуваат. Некој ги поштува, некој слабо. Има ли страв од вирусот? Младите нема страв, ние старите појќе имаме страв. Да ви кажам, ради да не се заразат младите. Ја не му се плашам. Моите години завршија. А дали се плашиш за младите? Младите бие За младите се плашам. За младите се плашам, а за себе не се плашам. 90 години имам, што ќе се плашам? Мене доста ми са тие години. Како го одржувате здравјето вие? До сега добар сум. До лани одев копав, работев, сега не можам више. Можам, ама не ме пуштат од дома. Не смеш га доши. Во врска со овој вирусот го има присутен, што секој дневно расте. Ама немам информации точно колку е бројот. Има и човечки животи што зема. Ние се движиме, маска нема, моментално го имам во колата, излегов тука, си правиме муабет со пензионерите. Како што гледаме свите во државата дека тоа нешто постои. Значи, дали од Господа, дали од човечко право, тоа не можеме никако да одлучиме да знаеме. Значи, народот уплашени сме останати без работа, немаме доволно леп да јадиме пандемија, едни викаат дека работите, едни викаат не работите, значи не знаеме дефинитивно што се случува. Дека прима соучешće оние што умреле од коронава, значи ми е жал за тоа. И јас за мојата фамилија исто веруваме во ова и нешто друго што можам да ви кажам. Се пазите ли вие? Се пазиме и тоа жестоко се пазиме, еве сме во депресија, во големи проблеми, значи дома немаме што да јадеме ако не работиш. Активно болни од ковид во Гостиварскиот регион има околу 145, а досега оздравеле 85 лица.
На инфективното одделение во гостиварската болница моментално се хоспитализирани 17 пациенти со коронавирус. Епидемиолошката служба во Гостивар периодов прави 20 до 30 тестирања за корона дневно. Повреден мотоциклист, залутан планинар, пожар на покривот од канцелариите на фудбалскиот клуб Шкендија. Следуваат деталите од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер околу 20 часот и 50 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар, патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, кое веднаш го напуштило местото, удрило во мотоцикл без регистарски ознаки, што го управувал 15-годишник од Гостивар. Повредениот мотоциклист пренесен е во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера пак во 5 часот и 45 минути на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар, патничко моторно возило со гостиварски ознаки управувано од 44 годишник од Гостивар изгубило контрола и удрило во објект на приватна здравствена ординација, собственост на 62 годишен гостиварец. Повредениот возач пренесен е и задржан на лекување во Гостиварската општа болница. Вчера исто така во 20 часот и 40 минути 41 годишник од Тетово пријавил дека група од 8 планинари од планинарското друштво Љуботен се движела на потегот помеѓу тетовските села Јелошник и Вејце и дека 49 годишен планинар од Скопје, кој се оддалечил од групата поради густата магла залутал на косовска територија. По пријавувањето полициски службеници на СВР Тетово и двајца планинари започнале со пребарување на теренот и денеска околу 5 часот и 50 минути тој бил пронајден во Бачило во местноста Конјушка река без повреди во добра здравствена состојба. Вчера вечер во 23 часот и 40 минути во СВР Тетово, 42 годишник од Тетово пријавил дека избувнал пожар на покривот од канцелариите на фудбалскиот клуб Шкендија, лоцирани на градскиот плоштад во Тетово. Нема повредени лица, а со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, огнот целосно бил локализиран. Увид ќе се врши во текот на денот. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Во продолжение следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!